Понеделник 1 јули, кратки вести во 12 часот. Милош Прелевиќ е нуркач, авантурист, човек кој го живее животот со полни гради. Живее во неговото камп комбе, со кое патува по светот и како што вели, најмногу сака локации покрај море или езеро, пред се поради неговата страст кон нуркањето. Па така го посети и нашиот преубав Охрид, како што тој вели магичниот град за кој направи 2 емисии на неговиот профил Комбина, од кои една за убавините на градот, а втората за нуркачкото искуство кај заливот на Коските. Според официјалните податоци на Државниот завод за статистика, во текот на минатата година на територијата на Република Македонија се регистрирани 780 бесправно изградени објекти, меѓу нив најмногу објекти за домување. Според извештајот, во Охрид лани се регистрирани 38 вакви објекти, а во соседна Струга бројката е 49. Извештаите на Државниот завод за статистика покажуваат дека во 2023 година во Охрид биле издадени 146 одобренија за градба. Охриѓанецот Љупчо Паунковски ја освои третата награда за најдобар филм за краткометражниот документарец Киното Охридско езеро на меѓународниот фестивал во Шумен, Бугарија. Паунковски минатата година за филмот Киното Охридско езеро ја доби наградата Уника на 31-то издание на фестивалот Манаки за краткометражен документарен филм. Во филмот се раскажува приказната за старото охридско кино од неговата изградба во 1924 година до неговото затварање кон крајот на 80-тите години. Последниот филм бил прикажан во 1989 година. Времето денес сончево и многу топло со мала до умерена облачност. Дува слаб до умерен западен ветер. УВ индексот е 9, максималната температура во Охрид до 32 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.